Старецот Емилијан Симонопетрицки, кого во животов имав прилика да го запознам, вели дека при средбите со луѓето добро е православниот човек да биде отворен како пчела, која од цвет на цвет го собира нектарот. Следствено, сосема е возможно кај различни мислечки луѓе да се пронајдат траги на самобитната убавина. Не велам дека целосно се сложувам со истите, но ќе парафразирам, например, одредени размисли на марксистичкиот теоретичар на уметноста Ернст Блох, кој го има привлечено моето внимание и кој од прилика вели: не живееме само за да преживуваме, туку бидејќи веќе живееме во тоа празно да, со да тој го именува животот во кој се наоѓаме, значи во тоа да ништо не е смирено, туку внатре во него се наоѓа прашањето кон кого живееме. Копнејќи за градење однос, поривот лежи во нас. Затоа, гледајќи низ призмата на неговата теорија на уметноста, Блох не престанува да се прашува што е човекот. Низ неговите размисли провејува ставот дека човекот е оној кој се уште не знае кој е, но кој сепак знае дека сигурно не сака да остане оттуѓен од себе си и од другите. И не би требало да остане. Ке помисли некој дека тоа е невообичаено за марксистички теоретичар, но Блох инсистира на моменти кои се трансцендентни, оданде страни во однос на безживотното општествено искуство и кои придонесуваат да не дојде до оттуѓување. Тие моменти според него се карактеристични за уметноста, особено за музиката во незините различни видови. Тонот самиот го пали светлото кое му треба. Тонот што вибрира, патува. Не останува на своето место како, например, бојата. Навистина, бојата е составена за да го привлече вниманието, истакнува Блох, но потоа останува на истото место. Да ја одделите, например, белата боја од облеката или од ѕидот е незамисливо. Звукот пак нема потреба од никаква надворешна светлина. Ја поднесува темнината и во суштина тој бара тишина. Впечатливо, Блох вели вака, цитирам: со музиката ѕидот е пробиен. Се наоѓаме среде љубовта, обкружени со лица на светители, како во некој друг Ноев кораб кој поаѓа кон средба со Бога.